Добар ден, почитувани гледачи, ви посакувам во ова празнично попладне. На самиот почеток сме на празнувањето на најголемиот и најсветлиот празник во христијанството, тоа е Великден. Секој на свој начин го одбележува со една добра мисла и во убава хармонична атмосфера. Уште од раното утро започна обредите кои што се поврзани со овој празник, вапцувањето на првото црвено јајце и литургиите во нашите свети храмови. На оваа тема денес ќе зборуваме со отец Љупчо Симиџиовски. Добре дојдовте во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добре ве најдовме и поздрав до вашите ценети гледачи на вашата телевизија. Поздрав на сите, честити празници што ни доаѓаат и всушност што ги чествуваме во самиот овој период. Започнавме веќе со чествувањето, со интензивното чествување. Ова недела е страдална недела, значи од понеделникот веќе се чувствува тој празничен дух, но денес уште повеќе. Денес е Велики четврток и секоја домакинка сигурна сум дека веќе во раните утрински часови стана пред угреј сонце да го вапца првото црвено јајце, а во светите храмови пак и се одржаа светите литурги. Како беше? Точно така. Верните, зборувам за православните чеда на Светата Христова православна црква, за некој голем настан се подготвуваат и подолг период, а нема поголем настан од самото страдање на нашиот Спасител Господ Исус Христос и неговото славно воскресение. Од таму Светата црква има востановено свет пост од 40 дена, кој што тој после изминувањето на таа света 40-ница споена е таа страсна, односно страдална недела во која се наоѓаме и овој период. Во светата 40-ница исто така светите литургии во неделите се малце подолги од вообичајаните, бидејќи се служи Света Василиева литургија. Верните со пост сето тоа е пропратено и со молитва, затоа што тие се две најголеми средства, постот и молитвата, кои што доближуваат до Бога. И така, Светата 40-ница помина кај сите во една духовна смотра на себе си сите, кој што всушност треба да сите да внимаваме во текот на целиот живот, меѓутоа особено во Светата 40-ница, сепак дека се наоѓаме во тој период кога нешто и наидува, односно ќе се случи нешто големо, како што спомнавме, самото страдање од Спасителот Господ Исус Христос, без грев, значи страда за целиот човечки род и секој кој што поверува во него и го прифати како Спасител и како Месија, му даде можност да се нарече чедо Божи, односно ни даде можност на сите да се наречеме чеда Божи и членови на самата Христова црква, која што е основател, е самиот тој Спасителот и кој што е глава на самата црква. Од Великиот понеделник традиционално во црквата Света Богородица Каменско, верните на чело со нашиот архиереј митрополитот Тимотеј и сите свештеници од Охрид и верниот народ се собиравме на заеднички молитви на свети предосветени литургии, а тоа го почнавме да го правиме уште на Цветници, на самиот ден Цветници, вечерта спроти Велики понеделник. Исто така наутро и навечер служевме, значи, свети божествени наутро божествени предосветени литургии, а вечерта исто така вечерни молитви. До средата заедно. Од средата спроти самиот ден Велики четврток, сите служиме во своите парохиски цркви, кои што на Велики четврток, на денешен ден, во сите храмови се служи исто така свети литургии се служат. Исто така карактеристично е на Велики четврток што се вади свети агнец, или тоа е припрема за да има во секоја црква, во секоја активна црква, причесна за
преку целата година за оние болни кои што на вистина имаат потреба од тоа, било да се во болница или врзани во самите домови за кревет, мислам, и слично, кои што не можат да дојдат во црквата. Црквата тоа премудро го има решено од првите векови, кои што свештениците одат и ги причестуваат болните во своите домови или, велам, во болница, ако се. Тоа е посебно се припрема, тоа се суши, значи самиот тој свет леп Исус Христос сника самиот од печатот на светата просфора и со крв, односно со вино претворено после призивот на Светиот Дух, и така има црквата, значи преку цела година во секое време причесна за такви посебни потреби. Значи старата причесна свештеникот ја употребува на крај од литургијата, а новата стартува за целата година. И така, значи, през цела година има можност за света причесна. Да. Така да... Како беше во храмовите? Колку беа посетени од верниците? И каква беше атмосферата? Предпоставам дека беше многу величествено и празнично. Точно така. Оние претежно охристијанизирани христијани, православни, бидејќи знаат дека токму на тој ден на Велики четврток е установена самата света тајна причесна, и доаѓаат и земаат учество во самите литургии, на крајот се причестуваат. Исто така, значи, во четврток, навечер спроти петок, во светите храмови во 18:30 во сите активни храмови започнува посебни молитви, односно читање на 12 страдални евангелија кои што се поврзани со самиот живот од Спасителот Господ Исус Христос, особено со неговото страдање кое го прави заради нас и нашето спасение. На после петтото евангелие се вади распетието на Спасителот Господ Исус Христос со оние придружници со него кои што останаа верни на Голгота кога страда Христос, а тоа е мајката негова, мајката Божја, значи, Пресвета Богородица, и најомилениот негов ученик, светиот Јован Богослов, кој што останува до крстот, и секој пат претежно распетието во храмовите се од лево и од десно стојат овие Божји угодници, мајката Божја и свети Јован Богослов, и се разбира самиот крст на после петтото евангелие, бидејќи е поврзано со самото носење на крстот, кога го носи Спасителот самиот крст по улиците низ Ерусалим, тој таму на 10 места застанува, и тие места се обележани до ден денеска стојат, и на сите тие места кој, значи, како кој подал крпа да се забриши, како Симеон Киринеец почнува да го носи од тука крстот да му помага, и сите тие места се обележани и стојат до ден денеска, значи до самото одење на Голгота, каде што таму страда за целиот човечки род. Пошто сме веќе во сотек на богослужбиве, јас на кратко би кажал, значи, како ќе се одвиваат. Значи, вечерва се читаат на Велики четврток 12 страдални евангелија, во петок наутро се читаат така наречени царски часови и се вади светата плаштаница од определеното место, се вади на мислам од самиот престол, од олтарот, се вади на посебно место изработено во средината на храмот, каде што обичај е кога ќе ја целиваат неа да се поминува. Да, што значи тоа, отец Симиджиевски? Тоа е еден вид символ на самото поклонување и поминување. Поднезор сакал или не ќе за да поминиш, по тоа треба да се поклониш или да се наведниш. Тоа е обичај, не е стрикно морално да мора или да не биде. Меѓутоа, апсолутно, како што се вели во Светото Писмо, држете ги обичаите, и ние, бидејќи не се противат таквите обичаи, напротив, доближуваат до Бога, и така се прави, особено при значи, петок навечер исто, кога се извршува опелото на самиот Спасител Господ Исус Христос, кога се пеат
3 посебни статии и тогаш земаат учество сите верни, претежно со тие, тој текст е преведен на македонски, е така еден вид синхронизиран, да убаво се пее самите тие молитви и зема учество целата црква. И тоа, навистина, тоа се доживува. Значи, што повеќе сострадуваме со Христа и ја цениме неговата крстна жртва, што пострада заради нас, тоа повеќе и пославно ќе го дочекаме и прославиме самото негово светло воскресение. Така да, на крај скоро на крај од богослужбата, на Велики петок, се вади плаштаницата и се врти околу црква. Во Успение на Пресвета Богородица Каменско се прави поголем опход, како што било од понапред. Тоа е веќе скоро 25-6 години повратена таа традиција, од кога беше забрането некои верски процеси да се извршуваат. Веќе сега тоа е една долга традиција која што се врши еден вид импровизација на самото опело, носејќи ја плаштаницата како да го носиме Христа на погребение еден вид. Исто така, значи, тоа се прави во сите цркви. Ние во Варош тоа го правиме во црквата Света Богородица Перивлепта, значи вртиме околу неја и после пак под светата плаштаница луѓето влегуваат, ја целиваат и влегуваат во храмот. Сега сакам нешто да ве запрашам. Лично јас сум се прашувала, не сум знаела што е значењето на тој, да речам, обичај. Кога се оди во црква на овие 2 дена, значи Велики четврток и Велики петок, верниците палат свеки, ги држат свеките цело време и потоа ги носат дома, запалени. Зошто тоа? Кој е значењето на ваквиот начин? Претежно вака. Претежно на Велики четврток ги носат дома и на самиот ден Великден. Бидејќи на самиот ден Великден, видите, благодатниот оган е поврзан. Тоа е единствено чудо, значи, во самата вера, кој што самиот Спасител Господ Исус Христос, пред да пострада, има кажано во Светото Евангелие: нема да ве оставам сираци, јас ќе бидам со вас до свршетокот на светот. И едно од тие чуда која што се повторуваат секоја година, еве веќе скоро 2000 години, бидејќи ако 34-та година од раѓањето на Христа, пострада Христос на свој 33,5 години, што се вика, значи 34-та година, и сега тоа би се пресметало за 17 години како би доаѓа, значи некаде точно 2000, од воскресението правиме муабет, не од раѓањето. Така да, секоја година на гробот, значи кај што е положен, кај што е пострадан самиот Господ Исус Христос, тука е изградена велелепна црква. Значи на местото на Голгота. Во таа црква нема ден кој што не е посетена. Прво има богослужби 24 часа во денот и не се памти со векови наназад, значи од првите векови да се направил прекин. Значи, можете да замислите кое благодатно место е заслужено, што се вика. И не случајно на едно место вика: каде е трупот, таму се и орлите. Се вели во Светото писмо, значи, каде што има пострадано, а па сепак под орли или орел, тоа нешто од висините, нешто возвишено, сака да каже, затоа што секој еден верник кој што ќе земе на себе таков потват, а секој еден од православните, убаво е, да речеме, тој аджилок, што би рекле ние, или посета на најсветото место на земјинава топка, а тоа е токму Ерусалим или црквата посветена на исто така и на Христовото воскресение. Таму но е и самиот дел каде што е точно биден, каде што е крстот биден. Така да на самиот ден Великден излегува благодатен оган. Значи тоа е чудо од небото, од Бога. Тој 2-3 минути шета, така речено, снимано е, тоа се снима секоја година. Може сега на YouTube да се напиши благодатен оган Ерусалим, ќе излезат за
20 години наназад како било и што било. И сега ние последниве, мислам и 5-6 години, ја имаме таја среќа, духовна среќа, што токму тој благодатен оган ни доаѓа и во Македонија. Како ќе речеме? Значи, бидејќи временски од Израел се понапред од нас. И тоа кога се случува таму во околу полноќ, може и не стрикно 12, може и 12 и пол и 1 да фати се, тие го очекуваат благодатниот оган. И тој кога ќе слезе од небото, значи му се палат светите на сите, почнувајќи од патриархот што служи таму. Кога од тој благодатен оган, значи земаат православниве земји, најблиску нас ни е Солун. Значи, со посебен авион идат од Телавив во Солун, да се донеси благодатниот оган во својата земја, во случајот во Грција. Меѓутоа, последниве 5-6 години има наши представници од манастиров Свети Јован Бигорски, кои што го чекаат благодатниот оган на аеродромот во Солун и со побрза кола доаѓаат во манастиров Свети Јован Бигорски. Како не гасне огнот? Не, тоа е со посебни се тие како фенерчина, значи штом се запали еднаш, ќе се запали и то после битно е пренесен директно од Ерусалим, од тој благодатен оган. И се донесува тука. Штом се донесе, игуменот во тој случај ќе ги запали оние 3 свеќи и извикува: дојдете, примете светлина од невечерната светлина, од она што не заоѓа. Значи, всушност светлината ја носиме во нашите домови, преносно кажано. Така, и сега преносно ние нормално секој нема можност во полноќ, во 1:30, во 2 часот по полноќ, мислам, или наутро би испаднало, после светата литургија, да токму веќе благодатниот оган, меѓутоа благодатен е за секој еден од во храмот Божи, кој што на славното Христово воскресение бил, присуствувал на светата литургија, се причестил и да си донесе светлина во својот дом и да кај кандилото или да го запали токму од таа светлина и пак да си продолжува да гори. Тоа е символиката кој што самиот Бог и самата светлина треба и самите свети што се вика, символот на самата свеќа е да не подсети пред се и за краткотрајноста на овдешниот живот, меѓутоа и на духовната светлина. Тоа е таа символика. Така да саботата обично има исто, бидејќи во последно време има многу стотици илјади луѓе на причесна, ради да не се прави големи гужви на самиот ден, Великден во полноќ или првата она литургија, се служи во последниве и во сабота. Значи и во сабота има во црквата Света Богородица Каменско и во Свети Ѓорѓи. Тие се две цркви поактивни, кај што доминира повеќе православно население, кој што исто во сабота во утринските часови има света литургија и после причесна, особено оние кои што не можат во постот си продолжува, значи постот тие кои што ќе се продолжува и се причестат продолжуваат со Но најбитно е, значи во 11 и во 23 часот и 30 или пола час до полноќ се собира верниот народ во црквите и токму неколку минути пред 12 има, значи, кратки молитви, тоа за најава за Христовото воскресение и некаде точно во 00 часот се слуша најрадосниот поздрав што може да биде, а тоа е Христос воскресе, на вистина воскресе. И после има, се разбира, на тие процеси што се прават вртење околу масичката, околу светото Евангелие, со пеење на најрадосниот и најкраток, меѓутоа најсодржаен тропар што е, кој што кажува многу: Христос воскресна од мртвите, со смрт ја победи. Смртта ја победи и на тие што беа во гробовите живот им подари. Значи целата наша вера и радост е вера во воскреснатиот Христос, во живиот Бог. И од тука, ако ние цврсто веруваме, а веруваме, и тогаш многу полесно и ова света 40-ница што помина со воздржување од мрсна храна и особено ова страдална недела, кога сме со мислите на Голгота, како страда Христос за нас, и се разбира со Божја помош се е можно за човекот кој што од пост, тоа е дури и за телото здраво што се вика, меѓутоа се зависи од самата вера. Но
кажано е, ако и не си повикан, настојувај да бидеш повикан. Значи, сите ние подеднакво сме повикани, оние што се почетници во верата, многу пати кажуваме во црквите, најбитно е да го отфрла месото во Великденскиот пост. Да видат една година, 2-3, дека можат, дека е можно е тоа. И после, нормално ќе почнати, ќе ги отфрлат и млечните производи и ќе можат да се воздржат и од мрсна храна, телесно што се вика, меѓутоа токму воздржувањето од телесната храна ќе не поттикне за духовната, која што е многу поважна. Значи, духовниот пост е многу важен, кој што нормално никој не е без грев, само еден Бог, меѓутоа сепак должни сме да се нашата волја да ја сообразуваме со волјата Божја и на вистина, ако е Бог со нас, кој може против нас. Ние како црква се молиме за сите во целиот свет, особено за своите парохијани, во градот, за својот град, што се вика, за својата држава. И во овие времења на немири, кои што ние се молиме, велам, на Бога, Бог има илјадници начини да најде на сите оние луѓе со негативна енергија, луѓе со, како да кажам, кои што негативни мисли, кои што не го сакаат доброто. Прво би рекол и на самите себе не си го сакаат, меѓутоа исто и сакаат да напакоста, што се вика. Бог има илјади начини да ги изјалови тие планови за лоши сценарија, што се вика, и како многу пати низ историјата што ги посрамувал самиот Бог, кој што е љубов и кој што сака секој еден да ја познае вистината и да се спаси, така се надеваме и ние со Божја помош, кој што Бог ни ја чува државава, меѓутоа и ние треба да направиме она што треба да направиме, а тоа е пред се да сееме љубовта Христова, кој што пред неа се топи се што се вика. Така. Малку ќе ве одморам, ќе направиме кратка пауза за реклами, потоа ќе продолжиме, сакам да продискутираме малку и за значењето на великденските јајца. Отец Семиџиовски, ние продолжуваме со нашиот разговор посветен на ова света недела, на овие убави празници и на најголемиот христијански празник Великден, кој што сите со нетрпение го очекуваме. На вистина една светлина посебна носи во нашите домови и во нашите срца. Сега реков малку ќе зборуваме за значењето на великденските јајца. Денес од рано наутро секој го вапца првото јајце великденско, кој што има и едно посебно значење, една посебна моќ, бидејќи се употребува во многу обреди. Понатамо исто се вапцуваат и другите јајца, некои ги вапцуваат црвени, некои во боја, секогаш дискутабилно што е најправилно, но секој ете по своја собствена волја и убедување. Сепак црвеното символизира крвта Исусова, можеби така е најдобро и најправилно, но кога имаме и мали деца се радуваат и на оние шарени бои. Што е значењето на великденското јајце? Од рана христијанска доба, поточна уште при самото Христово воскресение, Светата Црква има таква долга традиција, бидејќи самата оние следбеници на Христа, а една од тие следбеници и следбенички е Магдалена, која што го пратела во својот живот, му служела на Спасителот, на Учителот Христос. И после сите тие сцени, значи што и тие жените мироносици, така наречено, кои што биле цело време со Христа, значи при неговото страдање, сведоци на неговото воскресение, на вознесението, и отпосле тие исто се еден вид равноапостолки тие, равни на апостолите кои што го проповедаат Христа. Токму ова Магдалена, по природа слаба жена, меѓутоа со голем дух во неа, успеала дури во Рим, кај царот, да отиде таму и со црвено јајце да го поздрави Христос воскресе царе.
макар што тогаш се уште владе она многобоштво и несигурност во тоа, меѓутоа верата Христова е таква как оној домострој Божи каков што е, значи од самиот Стар Завет дека е проречен Христос ќе дојде како спасител на светот, тоа во свое време се исполнува, доаѓа во светот, страда, воскреснува, 40 дена живее после неговото славно воскресение, конечно се вознесува на Спасовден, на небото, кој што кажува по исти таков начин ќе дојде. Тоа е, значи, за второто Христово доаѓање. И од тука самото јајце, како што спомнавте, црвената боја е символ на крвта Христова, меѓутоа и еден вид како пилето што излегува од самото јајце, од лушпата, ја крши и излегува живот, така и Христос од гробот е воскреснал. Тоа е една символика која што ние ја поддржуваме, што се вика и еве обстојува низ вековите и се разбира че тоа ќе биде и до неговото Христово, мислам, до второ доаѓање, до крајот на светот. Така да сите оние символики кои што не доближуваат до Бога, ние како црква ги поддржуваме. И убав обичај, подаруваш јајце со поздрав Христос воскресе, на вистина воскресе. Значи си подаруваме јајца ние меѓусебно христијаните, но голема чест представува и за муслиманите ако им подариш вакво великденско јајце. Видите, тоа е, ние на овие простори сме живееле секој пат со мислам со други националности, со други вери. Во случајов најповеќе што се вика со она, особено со турската популација, која што не е така, кој што си проповеда и учи умерен ислам, да се сакаме сите луѓе на земјинава топка, а тоа се гледа и со нивната посета кој што во последниве, да речем во последнава деценија доста доаѓаат и не сакали или не контактираме, газиме на ова Божја земја овде заедно и зошто да не се подари, мислам, на од друга нација или од друга вера, или обратно ако подарат тие за нивниот празник што се вика, тоа е она взаемна љубов што се вика. Сите вери проповедаат едно заедничко, тоа е мир, љубов, ние како монотеистички вери што се вика заедно со нив, дај Боже таа љубов што е коренот на самата вера, пред се да се сакаат сите луѓе, својата вера да си ја сакаш, ама и другата да ја почитуваш, значи да не оспоруваме дека некој си сака едноставно така да верува. Тоа е негово право и апсолутно, пак велам, бидејќи Христос пострада за целиот човечки род, Христос е љубов, Христос сака сите луѓе да ја познаат вистината и да се спасат, и од тука таа радост што ја имаме ние во срцата наши, сакаме таа радост и љубов Божја да ја шириме. И тоа е единствено, знаете, љубовта ако се поделува со другиот, таа не се намалува, се умножува. А било што друго да ако поделиш се намалува, мислам особено материјални работи. Меѓутоа љубовта е такво едно чудо што повеќе ја шириш, таа се зголемува кај сите луѓе, и сите луѓе со добра намера, што се вика, добронамерни луѓе за добробитот и на човештво што се вика. Ние имаме една, мислам и повеќе молитва, ама една молитва го молиме Бога за да даде мир во светот, та и ние мирно да поживееме во него. Тоа е многу од големо значење. Што ти вреди со некој фанатизам кој што гледаме секојдневно, сме товарени преку медиумите со самоубиства, со убиства, со крвопролитие. Која вера го учи? Никоја едноставно. Тоа е ѓаволски трикови се тие, да мислат тие дека во името на ова или она, али му служат на нечистиот, на ѓаволот. Едноставно да се самоубива и да убива други. Така да ние што подалеку да се клониме од тие мрачни сили, а се разбира, ако го имаме Бога, Бог е со нас толку колку што веруваме. Знаете, тоа важи за секој еден. И сега, ако веруваме повеќе, ако е Бог со нас, тој на прав пат ќе не научи да имаме љубов и навистина, како што реков, да поживееме мирно во светот, што ни е даден од Бога и онака брзо поминува. Сега замислите толку краток ни е животов да го поминуваме во омраза.
како да немаме друга работа. Под љубов најдобро е тоа, знаете. Тоа е со мирна совест, што се вика, да се клониме. Вера, љубов и надеж. Така, и пораката на Свети Климент е клонете се од злото, правете добро. Значи, ние сме чеда Светоклиментови, Свети Климент и Свети Наум, кои што газеле на ова место овде. Ова место е свето. Бог да не запазува. Гледаме ние и катастрофи по светов, од, да не речам од урагани, од, значи, разни неприлики што се случува, меѓутоа, еве, со векови не е забележано такви штети да имаме во нашиве простори, што се вика Бог е милостив, навремени праќа и дожд и сонце и изобилие на земни плодови, што се вика, и за се тоа да му благодариме, али пред се таа светост што газеле Свети Климент и Свети Наум да ја почитуваме. Така. Сега, денес е Велики четврток, а утре е Велики петок. Значи, еден тежок, тажен ден и строг пост. Строг пост е точно така, е целава недела на Велики четврток, бидејќи се осветува масло во храмовите и се помачкуваат верните со масло, е разрешено на масло во четврток, на Велики четврток, меѓутоа Велики петок и Велика сабота е строг пост и се разбира на Великден веќе да се изнесе она што е најдобро за храна после литургиите, нели, после причесната. Така да, јас би напомнал овде дека од големо значение во градов што ни се случува на така наречено второ воскресение. Тоа малкумина го знаат, меѓутоа ова е апел до оние што не го знаат. Значи, во црквата Света Софија традиционално се собира во недела попладне во 17 часот. Значи, нема во ниеден храм во градов, исклучиво во Света Софија. И тогаш таму, начело со архиерејот и поголем број свештеници, околу 1 сат е таа служба, богослужба, воскресенска служба, кој што евангелскиот текст од Светото Евангелие за Христовото воскресение се чита на повеќе јазици. Значи, се чита на старогрчки, на англиски, на француски, на албански, на турски, што се вика, на повеќе јазици тој текст и се разбира на црковнословенски, на македонски. Значи, на повеќе јазици се чита за се што дише да го фали Господа, за секој да разбере на својот јазик за славното Христово воскресение. И таа богослужба сите обично се полни црквата Света Софија и дворот, и тоа е така едно велелепие, на благодат Божја, ја чувствуваме сите, одморени веќе од празнуван самиот празник Великден и сега на второ воскресение доаѓаме. И таа е традиција која што ретко во некои други градови, така, ретко во кои други градови ја има, ама во помало. Кај нас, да му благодариме на Бога што се зголемуваат и мислам бројот на верници и така со народ е добро, нема подобар декор од самиот народ, што се вика, од самите дечиња, од сите така свечено облечени дојдени на Христово воскресение, и тогаш надлежниот, значи нашиот архиереј му подарува јајце на секој еден, што се вика, што е присутен тука на крајот од богослужбата. Така. Јас во ова прилика, значи, на сите од срце им го честитам празникот над празниците, Христовото воскресение, кој што е од големо значение за целиот човечки род, особено ние кои што еве сме припаѓаме на како православни, кои што исто така треба да се усовршуваме во самата вера, значи да не бидеме верници по традиција, туку да го створиме на силно верувам во себе, а тоа ќе го направиме се разбира со едукација, а тоа е читање на православна литература, разговор со духовни оци, дали се монаси, свештеници, или оние што се обратени во верата. Секој во самото семејство, така Бог има устроено, се некој по широкото семејство да има некој обратен во верата. Ако не сака да праша свештеник или монах, нека го праша и самиот тој, дали е внук или овој, затоа што не е мерило дека
татковците или дедовците дека сега сакам да кажам внуците мои многу подобро да знаат и од самиот дедо, ако поминал тој во некој период од кој што кога и била забранета верата, да речеме, или слично, или кога не можел, или едноставно и не сакал ни да прочита, ето така, задоен со таква идеологија и слично. Меѓутоа, сега кога ни е на дофат се, од самата вера, што се вика, од самото учење, кога е преведено на свој мајчин јазик, и зошто да не она основните работи да ги знаеме. А основните работи е пред се да имаме радост при самото Христово воскресение, мир на сите и радувајте се. И пак ви велам, радувајте се. Значи, таа радост да имаме затоа што е всушност таа радост? Најголемиот непријател на човечкиот род е смртта. Тоа го гледаме секојдневно. И тоа ако секојдневно со биење на камбаната слушнеме дека некој преминал од овој свет, 1, 2, 5 или повеќе во самиот град, да не правиме муабет пошироко, тогаш еден ден исто треба да знаеме дека и за мене и за секој еден тоа исто дека ќе удри камбаната дека сме преминали и ние. Значи, многу краток е овој живот. Меѓутоа, она, пак што реков за самиот тропар, Христос со смртта Христос воскресна од мртвите. И со тоа стана еден вид гарант за наше воскресение. И со смртта ја победи. Значи, ние треба да сватиме дека до Христа сите старозаветни и праведници и грешници и сите одеа на едно место. Во фреските, во иконите од Спасителот Господ Исус Христос одма по воскресението се гледа како ги фаќа Адам и Ева, а тоа се символ на сите старозаветни праведници. Тоа се милиони луѓе. Знаете, околу 5000 години што се раѓале, што умирале, ги фаќа и ги сите оние праведници, значи ги воведува за во рајот. Ние сме деца створени за во рајот, не за во пеколот, што се вика. Ние сме крстени во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Значи, уште при самото крштевање, дали кумот или возрастни, ако сме, плукаме и газиме на ѓаволот, се откажуваме од него, а се соединуваме со Христа воскреснатиот. Така да, велам, ако ја имаме таа вера, лесно ќе ни биде и пост, и светата причесна, која што е од големо значение, затоа што тие се зборови од Спасителот, кој што има кажано, кој го јаде телото моје, ја пие мојата крв, значи тој еден вид го цени моето страдање и моето воскресение. Значи, тоа е на символични начин, меѓутоа ние веруваме дека го примаме Христа во себе, преку отпосле осветените дарови на самата света литургија, значи до тогаш е обичен леб и обично вино, меѓутоа со призив на Светиот Дух во самата црква се осветуваат тие дарови, лебот и виното, и ние отпосле ги употребуваме. Апсолутно поголемо значение, и верувајте дека нема поголема заштита и ограда на самиот себе од светата причест. Чуда прави таа. Значи, колку имало случаеви кај нас, јас лично што сум разговарал, ево во Свети Гаврил Лесновски во манастирот, уште понапред кој беше сегашниот митрополит Иларион. Значи, му доаѓаат со детенце кој што 5-6 години здраво и право се со најнормално, со зборување, со престанало да зборува, фатено, онемено на некој начин. Му доаѓаат кај него и му вели, Господ е голем, секоја недела, секој ден служиме литургија во манастирот, носете го на причесно. Постојано причестувајте го. Господ ќе најди начин. И зависи од упорноста. На 10-тиот ден детето, после 10-тата причесна, или после 10-тиот денот и секој дневно го носеле, детето прозборува, што се вика, се тоа има разни случаеви што се вика во црквите, кои што навистина црквата е жива, со најголема благодат во неја, и по молитвите на што се одвиваат, значи нема нешто нерешливо. Така да сакам да кажам, ако се трудиме да живееме уреден православен живот со пост, молитва, причесна,
исповед. И со вера во Бога, значи и од оние и основни работи, не мора само за здравје, што се вика, често пати дошол човекот веќе остарели, само здравје, само здравје. Здравје, ама и спасение, она второто е поважно и во животов имаме потреба сите. Мајките имаат потреба да се оженат синовите и немажените постари моми, што се вика. Да се најди работа, да се, значи, знаете, во сите имаме света потреби. Матрона Московска, тоа е една чудотворка во Москва, светите мошти се нетрулежни, кои што кај неа секојдневно доаѓаат по 10.000 верници, секојдневно, и се чека од 8 до 12 часа за да се поклонат. И во книгите чудата на Света Матрона Московска, значи, кои што се излекувале од тешки болести, од рак, од ова, од вакви, онакви болести. Меѓутоа, не само велам и од болести, туку има луѓе што имаат одено, не можат, запнале на тој испит да го положат, се молат на светителката или на Бога, преку неа на Бога се разбира, да му го отвори умот, што се вика, да то заврши факултетот или тој испит или слично. Или сопругата се моли мажот да престане да пие, ако е алкохоличар, знаеш. И многу, сакам да кажам, оние потреби што ги имаме, што ги гледаме во самиот живот, кај нас сакаме вработување, сакаме со честност, со поштеност, Бог да најде начин, што се вика, со трудолюбие, кој што е сам да ни го покаже патот на друг така начин. и белобрад, што се вика, и така да велам, значи имаме илјадници потребени и од Бога, и ако со вера тоа го бараме, меѓутоа да го побараме, знаете, не само да го побараме, да видиме Бог на тоа што ќе одговори, знаете, значи не дојди во храмот, запали свеќа и замини, ама овие што си прават служба, си прават. Тоа се вика без потреба, она физиолошка потреба, ако имаш, тогаш можеш да излезеш од храмот. Меѓутоа, без потреба, одиш сат и пол е литургијата, да речеме, и одиш скоро и при крајот, запалиш свеќа, заминиш, знаеш, ово, овие што се молат, тоа е нивна работа. Јас, како за мене, да нема потреба тоа. Ме разбира што сакам да кажам. Значи, сите имаме потреба, молитвата не е едноставна работа и најтешко е човек да се моли, да застане. Знам, ѓаволот не знам какви канџи ќе стави за да го отргни од молитва. Што ќе му рече? И го одлага само сегашно време тој. Ќе одиш кој ќе остариш, ќе му речи ти не си одел на младост, сега нема за тебе ништо ово, и стално во сегашно време. Значи, сакам да кажам, уште апостол Павле, што ни вели во посланијата, блазен на оној човек кој што од младини почнува да го следи Христа. Да не го имаме Бога за брза помош, кога имаме ептем тешка потреба, тогаш само Господи во мака, што се вика. И кога сме во добро, од тие 7 дена, сат и половина да посветиме на светите литурги, во сите цркви се одвиваат, да појдеме во храмот, во домот Господов, да се помолиме, да се смириме себе си. Тоа смирение на сите ни е потребно, што се вика. Не да се труеме, не сум против таблетите и за смирување и ова и она и самите психијатри и ова, меѓутоа прво Бог е лекар над лекарите, дај први таму да се напиеме вода кај изворот, кај што извира, кај што е најчиста, што се вика. После ќе видиме дека кога ќе примиме таква света вода во себе, таа благодат Божја, после не ќе сакаме никаква горчина да примиме. Оти самиот Бог е љубов и ни подарува. Значи, така ако гледаме на животот, верувајте дека ќе има радост во семејствата, ќе во деца кон родители и обратно и се така, меѓу комшиски односи, меѓу градски односи, и така ќе бидеме дел од ова парче земја која што ни е дадена. Отец Симиџиевски, за крај на ова емисија, значи да им посакаме на нашите сограѓани, на нашите верници, убаво да се ги поминат великденските празници и еве една порака до нив од вас лично испратена. Дај Боже така да биде овој Великден да го поминеме сите во најголема радост, бидејќи причината е голема, а тоа е славното Христово воскресение. Значи, тие зраци, макар еден најмал зрак од неговото славно воскресение,
да влезе во нашите срца, а тој зрак ќе не исполни сите со таа духовна радост. Таа духовна радост да имаме не само на Великден, туку 365 дена во годината и барем малце да оприличиме на оној голем руски светител, Свети Серафим Саровски, кој што тој преку целата година ги поздравувал сите оние посетители кои што го посетувале во Саровската област со Христос воскресе, радости моја. Дај Боже така да ги гледаме радост кај сите луѓе да гледаме, затоа што гледајќи ги луѓето други среќни и ние ќе бидеме среќни, што вреди поинаку ако биде. Така да дај Боже таа радост да биде кај сите и со Божја помош да чекориме во животот, да му благодариме на Бога. Ништо поубаво нема од благодарењето на Бога и имајќи го Бога секој пат пред нашите очи и во нашите срца, тогаш и помалку ќе грешиме, односно да се клониме од злото, а да чиниме добри дела. Благодарам за учеството во ова денешно издание на емисијата Под лупа и за многу години да ни е денот. Честити празници, секој е добро. Благодарам што.